на македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Откако на оваа Комисија за одбрана и безбедност во врска со кризните состојби во енергетиката, слушнавме дека инфлацијата била производ на психолошка состојба, затворањето на 6800 фирми било природен процес, а покачајните сметки за струја за 50% било спин, верувајте ми дека јас денес во однос на топлинската криза нема воопшто да бидам изненадена ако министерот им препорача на граѓаните да си пијат по чашка жолта, да си каснуваат по една феферонка, за да нема потреба од грејење. И не треба да се чудите за ова што го говорам, затоа што вчера во една изјава вице-премиерот Битики голем дел од македонските граѓани ги прогласи за функционално неписмени, па може би на овој начин најлесно би им објаснил да сватат во каква ситуација се наоѓаме. Всушност, тоа е и нашата реалност. Ова би било воедно и најискрена насока, бидејќи друго ништо и не ни преостанува. Работата е и повеќе од сериозна. Факт е дека се наоѓаме во многу лоша состојба, мора да се снабдиме со основните продукти, бидејќи сите се согласивме овде дека не очекува најтешката зима. Верувам дека колегите од мнозинството ова моje излагање ќе го наречат предизвикување страв, всушност тие тоа го нарекуваат така уште одамна, но затоа ќе истакнам дека земјите како што е една Швајцарија, Германија, веќе им кажаа на своите граѓани кои мерки да ги превземат, за разлика од нашата влада, која континуирано не уверува дека струја и грејење ќе има, но не ни кажува од каде, а дополнително ни кажува и не ни требало ни да не интересира од каде. Така да, тогаш кога ќе ни биде ладно, ќе ни кажат ставете си кебенце плюс и решен проблем. Ете така, македонската влада ги решава проблемите. Уште на 10 јануари премиерот се пофали дека владата нема да дозволи граѓаните да останат без грејење за вчера, значи 9 месеци потоа, да ни каже дека сега работеле. Заради ненавремените мерки, сите плаќаме поскапа електрична енергија, поскапо парно, поскапи нафтени деривати. Зошто? Заради погрешната енергетска политика и заради задоцнувањето со превземањето мерки. За жал, во моментов, апсолутно ништо посериозно и не можеме да направиме, за да ја подобриме состојбата, бидејќи работите во енергетиката не се прават преку ноќ, потребно е време, кое нашата влада не успеа паметно да го искористи, затоа што се и е побитно од благосостојбата и животниот стандард на македонските граѓани. Повторно ќе потенцирам дека додека другите земји бараа чаре и начин како да им олеснат на своите граѓани, нашата влада си се занимаваше со екскурзии. Ама владината прошетка во Белград, на Винскиот саем, каде што беше цела влада, нема да ги згрее Скопјани. Ниту пак дипломатската екскурзија на премиерот ќе ги згрее Скопјани. Во среде енергетска криза, која има огромен потенцијал и голема веројатност наскоро да се трансформира во економска и финансиска криза, во време кога нашите граѓани живеат со 150 денари на ден, владата си потроши неверојатни 400.000 евра за прошетка од која бенефит немаме, а трошоци имаме, и тоа огромни трошоци и недозволиви трошоци за време на кризи. Дипломатскиот туризам пак, или поточно кажано фамилиарен туризам, или уште поточно владино фамилиарна екскурзија на премиерот, не чинеше најмалку $20.000. Значи, нашата делегација во Обединетите нации остварила дури една
цела една официјална билатерална средба, за разлика од, например, премиерот на Хрватска, Пленковиќ, кој остварил 5 билатерални средби. Ете тука е разликата зошто сме 5 пати послаби во споредба со соседните земји. Затоа што тие патувањата не ги користат за екскурзии на грбот на народот, туку од нивните патувања бенефит имаат државите во кои ќе се вратат. И додека ние дебатираме овде на оваа комисија, надвор веќе ни се случуваат нови главоболки. Поништена е постапката за избор на ЕСМ за производство на топлинска енергија. Значи, владата се уште ја нема избрано ЕСМ производство за производител на топлинска енергија. Или поточно, владата ја поништила постапката за избор на вршител на енергетска дејност, регулирано производство на топлинска енергија. Таква одлука донел владиниот кабинет на 20 овој месец, додека пак за двете други фирми, а тоа се ЕСМ снабдување и ЕСМ дистрибуција, донесена е одлука за нивни избор за вршители на енергетските дејности, снабдување и дистрибуција. Па да видиме што точно навела владата во своите одлуки донесени пред неколку дена, а кои се базираат на законите за влада и за енергетика. Владата на седницата одржана на 20 септември донесе одлука за поништување на постапката за избор на вршител на енергетска дејност, регулирано производство на топлинска енергија. Со оваа одлука се поништува постапката за избор на вршител на енергетска дејност, регулирано производство на топлинска енергија, по јавен повик за избор од 25 август оваа година. Постапката за избор на вршител на енергетска дејност, регулирано производство на топлинска енергија, се поништува со оглед дека до крајниот рок за доставување понуди не е пристигната ниту една прифатлива понуда, се вели во владиното образложение кое е објавено на 23 овој месец. Од влада објасниле дека причината за ова е фактот што уште не е решен проблемот со топланите Исток и Запад, кои се уште и припаѓаат на компанијата Адора. Значи, пазете, уште не е решен проблемот. Она што цело време го говориме, за разлика од колегите од владеачкото мнозинство, кои кажуваат дека владата работи и не е виновна за ситуацијата, туку виновна била светската криза, виновен бил руско-украинскиот конфликт, се било виновно и секој е виновен, освен владата, која, замислете, се уште нема договорено решение. Ама сега работеле. Сега, на само ден-два пред да се појави потребата за парно грејење, премиерот ни кажува дека сега разговара со фирмата Адора, која ги има топланите во незина собственост, но не сака да ги даде под кирија, туку намерава да ги продаде, затоа што и создавале загуби. Значи, јавноста веќе знае дека засега не може да се реши проблемот помеѓу владата и Адора, во смисла на тоа дали владата ќе ги купи топланите за истите средства за кои што ги има купено Адора, или пак ќе ги земе од закуп, како што бара владата, а е неприфатливо за компанијата. Фактички, за ЕСМ производство да добие лиценца за вршење на дејноста производство на топлинска енергија, потребно е да прикаже дека има капацитети за производство, а тоа се токму топланите Исток и Запад, но со нив проблемот се уште не е решен, затоа што нели, кажа, цитирам, сега работиме. Ова е вчера, значи вчера работеле. И додека од ЕСМ велат дека чекаат одлука од владата, дали ЕСМ производство треба да оди со закуп на топланите од Адора или со нивно купување, порталот Фактор, замислете, дознава дека ваква точка не ни била ставена на дневен ред на седницата на влада.
Вчера по медиумите слушнавме дека се додека нов производител не добие лиценца, обврската да ја произведува топлинската енергија ја има претходниот лиценциран производител, а тоа во случајов е БЕК производство. Од БЕК производство пак велат дека нема правна основа за користење на топланите, бидејќи договорот за закуп е раскинат. И во што да веруваат сега граѓаните? Инаку, владата на седница на 20 месецов донела одлуки со кои се врши избор на СМ снабдување и СМ дистрибуција за вршители на енергетските дејност, снабдување и дистрибуција со топлинска енергија. Според информациите од СМ, откако СМ снабдување и СМ дистрибуција се избрани од владата, врз основа на тој избор, потоа регулаторна комисија за енергетика треба да им ја додели лиценцата за вршење на овие дејности. Дополнително, чувме и дека тоа што било обврска, тоа и го правеле секојдневно од влада, па дури премиерот вчера, од рано сабајле, остварил телефонски разговори со премиери и председатели на други држави, за да може да најде соодветно снабдување со енергенци. Нека му е солесно со разговорите и да се надеваме дека и тој не разговара со пранкери, како што тоа го правеше неговиот претходник. И вице-премиерот Фатмир Битики, го слушнавме, ни порача да бидеме спокојни, да не ни биде важно од каде, ама топлинска енергија ќе имаме, а обезбеден бил и газ. После сите кажувања и убедувања на владините представници, ние знаеме само дека на 15 октомври почнува грејната сезона, а владата и СМ не дозволиле набавка на газ, со што постои сериозен ризик над 60.000 домакинства да останат без можност да си ги згрејат домовите или да ги згрејат по енормно високи цени. Од БЕК велат дека нема газ. Снабдувачот вели дека може да се набави, ако нормално навреме се нарача и се плати, а владата и СМ се уште си се рамнодушни и се чудам кој чекаат да им го решава проблемот. Да појаснам, за во октомври да имаме природен газ, истиот требало веќе да биде нарачан и платен максимум 30 дена претходно, а ниту е нарачан, ниту е платен. Што значи тоа? Што ако ни се случат пониски температури и порано? Одговорот е јасен. КБ плюс, жолта и феферонка. Пак ќе повторам. Редовна достава на газ на топланите е можна, ама владата ниту ги нарачала потребните количини, ниту ги платила. Ајде да видиме што се случило со долгогодишниот партнер Макпетрол. Од Макпетрол со допис ги известиле СМ дека имаат можност да ги обезбедат потребните количини, вклучително и за топланите Исток и Запад, но за тоа да се реализира, нужно било количините да се платат најдоцна до 20 претходниот месец или поточно, за да има грејење од 20 октомври, количините требало да се платени на 20 септември. Денес сме 28 септември, а тоа не е сторено. И Макпетрол од СМ на овој допис добил одговор дека наведените количини не им биле потребни. Па се прашуваме, која е алтернативата за владините преговарачи кои во овој период се растрчани по соседството во обид да обезбедат поевтина електрична енергија и газ? Владата истакнува дека Балкан Енерджи Груп, од кој што СМ го презема парното грејење во Скопје, откако компанијата ја изгуби лиценцата, е должна да обезбедува топлинска енергија за своите потрошувачи, се додека не се избере нов снабдувач. Регулаторна комисија за енергетика излезе со соопштение во кое вели
дека се до избор на нов вршител на посочената енергетска дејност, на актуелниот вршител не му престанува обврската за обезбедување на јавна дејност. Овој став пак од БЕК го отфрлаат, изјавувајќи за медиумите дека немаат правен основ да располагаат со топланите, немаат обврска да продолжат со вршење на дејноста во новата грејна сезона, ниту пак имаат финансиска можност и кредитна способност за набавка на гориво за производство на топлинска енергија. Сето ова значи дека на 18 дена пред почетокот на грејната сезона за 60.000 домови во Скопје неизвестно е како ќе се грејат и по кои цени ќе се грејат. Контрадикторните информации што се споделуваат по ова прашање во јавноста и одбивањето на владата и ЕСМ да набават природен газ за топланите само уште повеќе ја надополнуваат неизвестноста на македонските граѓани. И додека дебатираме овде, утрово излезе соопштение во кое се вели владата одобри средства за непречено снабдување со топлинска енергија на Скопје. Значи, владата на вчерашната седница донела одлука за одобрување на 1,1 милијарда денари на АД електрани на Северна на ЕЛЕМ, ЕСМ, за набавка на енергенси, ликвидно работење и континуирано снабдување со топлинска енергија на потрошувачите на град Скопје во текот на предстојната грејна сезона. И владата уверува дека има многу јасен план за справување со енергетската криза преку ставање на сите енергетски капацитети, она што цело време го говориме овде. Според премиерот Димитар Ковачевски, постојано се разговарало за најсоодветно снабдување со енергија со повеќе земји, меѓу кои и со Србија, Бугарија и Турција. Во однос на парното грејење во Скопје, Ковачевски упати дека има два дела: затоплување на градот од нов оператор, за што ЕСМ веќе има добиено лиценци, и второ, обезбедување газ за работа на ТЕТО. Исто така, во меѓувреме, додека дебатираме овде, владиниот советник Андонов открива дека газот ќе го купиме од Србија, што е апсолутна спротивност од уверувањето од влада, кое го спомнав пред малку, дека има многу јасен план за справување со енергетската криза преку ставање во функција на сите енергетски капацитети. Дали владата е способна да ги стави во функција сите енергетски капацитети, видовме дека не е способна. Да се вратам на владиниот советник, кој откри дека Македонија ќе купува природен газ од Србија за топлинска енергија и за производство на електрична енергија. Со ова, според него, ќе се заобиколи Макпетрол и купувањето природен газ од Газпром. Значи, ќе и платиме на Србија, а газот ќе се носи преку врската со Бугарија. И да заклучам, прецизен план за ублажување на последиците од кризата се уште нема. Само неизвестности, само префрлање на топка, ништо прецизно, ништо конкретно, ништо јасно. Владата, наместо да покаже прецизен план, кој би значил обезбедување доволни количини ефтин газ, мазут и топлинска енергија, потребна за ТЕТО, дополнително се задолжува додека земјите од регионот веќе ги обезбедија потребните количини на енергенси. Ако не знаете, како влада, најчесно е да си заминете, затоа што има некој кој знае. Денес бидете на линија, председателот на ВМРО-ДПМН е господинот Христијан Мицкоски, ќе ви каже како да се обезбедат доволни количини на енергенси за државата, преку заштеда за граѓаните до 300 милиони евра, се со цел зачувување на работните места и спречување на дополнителна инфлација. Понижувањата и молењата по другите држави
се навреда за македонските граѓани, бидејќи практично веќе не располагаме со сопствената судбина, која веќе не ја контролираме ние самите, туку им ја предаваме во рацете на околните држави, дури почнавме да ја даваме и на оние подалечни држави. И за крај, апелирам внимателно да ги сослушате предлозите од господинот Мицковски, кои значат 50% поевтина струја за стопанството, измени во Законот за енергетика, со кои училиштата и предпријатијата од јавна дејност ќе можат да вршат набавки на регулираниот пазар и уште други поволности за македонските граѓани и за македонската економија секако. Овие предлози се во интерес и помош за стопанството и во интерес на сите граѓани и затоа од вас очекуваме поддршка, онака како што ние, затоа што станува збор за јавен интерес или поточно јавна мака на македонските граѓани, ќе ги поддржиме одлуките за продолжување на кризните состојби во енергетиката. Ви благодарам. Благодарам. Следна пратеничка пријавена за збор е пратеничката Бети Стаменковска-Трајковска. Повелете, имате збор.